Наскоро директна авиолинија од Скопје до Атина, заеднички настапи на трети пазари и реализација на европски проекти. Веќе е потпишан и првиот билатерален договор за соработка меѓу бизнисмените од Македонија и бизнисмените од Грција. Ова се само дел од начините со кои ќе се интензивираат бизнис односите меѓу двете соседни држави. Од Сојузот на стопанските комори, фокусот го ставаат на земјоделската соработка. Заедно со нашиот јужен сосед ќе се бара долгорочно решение за недостигот на храна, кој се јавува како последица на нестабилните климатски услови. Значењето на новите технологии, сателитското следење на состојбата на посевите, водните површини станува клучно во развојот на иновациите и одржливо земјоделство, како изголемување на соработката меѓу надлежните министерства од аспект на размена на ИКТ апликации кои се посветени во секторот земјоделие. Македонија засега најмногу извезува земјоделски култури во Грција. Грците пак инвестираат во нашиот банкарски сектор, нафтената индустрија, трговијата и текстилот. Заедничките инвестиции остануваат во фокусот и на двете држави, истакнуваат од индустриската комора на земјава. Посебна важност е развој на индустријата како клучна гранка на стопанскиот развој и поттикнувач на економскиот развој. Оно што е исто така битно е да се воспостави директна авиолинија Скопје-Атина, која ќе биде од големо влијание за зголемување на деловните односи помеѓу компаниите од Република Македонија и Република Грција. Грција е еден од 5 најзначајни трговски партнери на земјава и бројките ја потврдуваат одличната состојба меѓу двете држави. Само лани е остварена трговска размена од скоро 600 милиони евра. Од Сојузот очекуваат оваа бројка нагло да порасне.